Веќе ги видовте во кадар гостите кои што ни доаѓаат од општина Берово. Тоа се Билјана Марковска, раководител на одделение за јавни дејности, и Новица Печински, соработник во одделение за финансии. Добро утро, добро ни дојдовте. Зборуваме за манифестацијата Етно плоштад фестивал 2024 за Малешевијата на Дланка и се разбира за Малеш Куп 2024. Ќе почнеме со дамата. Билјана, што е тоа Етно плоштад фестивал 2024? Традиција? Да, значи најпрвин да ги поздравам гледачите на вашата утринска емисија и да изразам благодарност до вашата телевизија што ни овозможивте да бидеме гости во емисијата, па така ќе имаме можноста за да ја прикажеме нашата културно-уметничка, богата културно-уметничка програма која што ќе следи следниот викенд и ќе имаме можност да ги поканиме гледачите и сите оние кои што не биле во Берово да дојдат, да ја проследат добрата забава, добрата музика и да бидат наши гости. Да, имаме и подготвено фотографии кои што ни ги испративте како инсерти да видат гледачите за што практично зборуваме. Како ќе дефинирате ова манифестација Етно плоштад фестивал? Што се случува таму? Значи, за време на Етно плоштад фестивалот имаме голем број на изведувачи и досега веќе 13 години поред се организира Етно плоштад фестивалот. Оваа година Етно плоштад фестивалот 2024 ќе биде 14-то издание. И за време на Етно плоштад фестивалот имаме голем број на гости и изведувачи, наши познати македонски изведувачи, кои што ни гостуваат. Ќе почнам, значи, поред, бидејќи оваа година Етно плоштад фестивалот заедно со одбележувањето на денот на општината 23 август, значи одбележуваме оваа година 80 години од ослободувањето на Берово. Ќе почнеме со свечено одбележување на денот на општината, на кој што ќе ни гостува нашиот, во свечениот дел ќе гостува нашиот познат врвен музичар Владко Терзиски, кој што исто потекнува од Малешевијата. Потоа централната прослава продолжува во центарот на градот, односно на плоштадот Димитар Беровски во Берово, каде што ќе продефилираат сите културно-уметнички друштва кои што оваа година ќе ги имаме како наши гости на првата фестивалска вечер. Тоа се културно-уметничкото друштво Димитар Беровски, кој што број веќе 200 членови. Тоа се ученици, деца на возраст од 10 години па до 18 години, и тие ќе имаат честа да го отворат овогодинешниот Етно плоштад фестивал после дефилето. Исто така на првата фестивалска вечер ќе ни учествуваат и гости од Словенија, културно друштво Ранко Дивјак, потоа Љубомир Ивановиќ Геџа Србија, културно-уметничкото друштво Мирка Гинова од Демиркапија, Сдружение на пензионери. Тоа се нашите гости кои што доаѓаат од збратимените општини од нашите соседни држави. Освен ова манифестација, кои се другите манифестации што Малешевијата и Берово ги нудат? Видовме и од кадрите кои што одеа во етер пред малку дека има што да понуди Берово, има што да понуди Малешевијата во однос на природата, а што нуди во однос на организирана забава и представување на она што го има како природно богатство Берово. Да, верувам дека сите ќе се сложите со мене дека оној кој што дошол во Берово повторно ќе сака да дојде да ја доживее оваа убавина која што ја нудиме ние, да ги вкуси малешевските специјалитети кои што се подготвени од нашите ресторани, надалеку познати ресторани во градот. Исто така овој период, односно во летниот период од годината, градот живее, плоштадот ни е преполн со луѓе, имаме голем број на туристи кои што ни доаѓаат од околните места, па од соседните држави и пошироко. Значи, Берово нуди имаме голема понуда, туризамот е во се поголем подем, значи во последните 10 години се повеќе се развија, бидејќи туризамот е една од главните стратешки определби на општина Берово.
па така имаме што да им понудиме на Да, гостите. и во текот на годината имате повеќе манифестации, имате великденска прослава, владимирски и линденски средби, имате и така натаму. Може ли, ете така годишната програма само да ни ја представите? Да, значи Општина Берово во рамките на своите надлежности со годишната програма за култура, па и годишната програма за спорт ни предвидува повеќе настани активности со што се зголемува нашата атрактивна понуда за да привлечеме поголем број на туристи. Имаме на почетокот на годината Сдруженијето на Ратевски бамбурци го организира карневалот Ратевски бамбурци, кој што е надалеку веќе познат бидејќи тие гостуваат веќе на карневали од поголем обем. Исто така се организира и великденската прослава со централен концерт во центарот на Берово, значи на градскиот плоштад, во соработка со Домот на култура Димитар Беровски. Интересно е да се спомене тука дека за време на концертот трае надпреварот за најцврсто великденско јајце, значи избираме најцврсто великденско јајце и на крајот се прогласуваат победниците. Општина Берово доделува парична награда во врска со тоа. Други настани... Споменавте надпреварување, тука ќе направиме тајм-аут, гостино да не го заборавиме. Да, освен Билјана Марковска, тука и Новица Печински, кој што е соработник во одделение за финансии, меѓутоа одговорен за спортските настани кои што ги организира Општина Берово. Малеш купот е исто така еден познат куп во тој крај, па и во Македонија, па збор 2 за изданието оваа година. Пред се ви благодарам на поканата, поздрав на сите гледачи на Македонската радио телевизија. Во склоп, освен културниот забавниот живот во Малешевијата, имаме и повеќе спортски настани што ја одбележуваат календарската година кај нас. Еден од тие настани е Малеш купот, кој веќе трета година традиционално се организира, нормално согласно с програмата за спорт, подпомогнат за Општина Берово. На почетокот идејата пред 3 години кога почнавме со организација на Малеш купот, ни беше регионален турнир. Но нормално, поради климата, поради убавите временски прилики и вечерните часови во летниот период, не стана регионален, можам да го кажам, стана на централно ниво, односно имаше екипи од територијата на цела Македонија. Нормално, имаме доста голема посетеност, искрено не се надевавме на толку голем број интерес од многу далеки градови, односно од Скопје имаме екипи представници, од Пробишти, под Штип, од Струмица секоја година. И едноставно публиката веќе очекува во тој период, односно ние го организираме кон крајот на јуни, почетокот на јули, но оваа година поради Европското правенство, што ни се поклапа со терминот, моравме да го преместиме, односно да го организираме од периодот од 18 јули до 20. Ќе го вклопиме, кога ќе биде поатрактивен, ќе го вклопиме во програмата. Паузата измеѓу во слободните денови, после Европското правенство и пред почетокот на олимписките игри. Може за по 4 години, дај Боже, да биде традиционален. Задоволни ли сте од она што го гледате како спортски квалитет таму? Доаѓаат рекреативни екипи или доаѓаат екипи кои што сериозно го сваќаат? Па има дел, рекреативни екипи, али има и професионални екипи, нормално, со професионални фудбалери, поради фактот што е пристоен наградниот фонд, така да и примамливо да дојдат и поквалитетни екипи да земат учество. Освен Малеш куп турнирот, исто организираме работнички спортски игри во склоп на општината. Тие се организираат крајот на февруари, почетокот на март, со цел да се подигне спортскиот дух и односно имаат право на учество сите правни субјекти и институции во општина Берово. Значи тоа е така, како да кажам, еден пријатен настан, спортски настан, каде што земаат учество вработените во правните субјекти и институциите, каде што преку спортот и малиот фудбал го градиме тимскиот дух, односно ја продолбочуваме соработката помеѓу самите институции, а генерално и се дружиме и спортуваме. Спортот ги поврзува луѓето, нели? А каде да ги поврзува ако не во прекрасните предели на Малешевијата? Гледаме кадри повторно од она што го има Македонија таму. Кој знае дека го има, знае, кој не знае, не е лошо да види. Уште еднаш, Билјана, на крајот на разговорот за програмата на Етноплоштад фестивал 2024, во колку денови, како ќе се одвива и кој се ќе биде таму? Така, програмата, како што кажав и на почетокот, започнува на 23 август. Првата фестивалска вечер веќе ги најавив културно-уметничките друштва кои што ќе настапуваат. Потоа програмата продолжува за најмладите со познат диџеј
и локална група, локален бенд. Потоа во сабота, значи на 24 август, програмата, втората фестивалска вечер, ќе настапат македонска рок симфонија од камерен оркестар Битола, придружувани од Дани Димитровска, Ружица Ареа, Наде Талевска, Сашо Паркет. Значи имаме богата програма. Потоа програмата ја продолжуваат, забавата ја продолжуваат познатите ДНК. И на крај фестивалската вечер завршува со локалната група Штекица, која што е добро позната на нашите сограѓани. И пред 2 години те има промоција на песна, на нивна песна Моје Берово, која што веќе се слуша надалеку. Сега доаѓате од има уште од програмата? Да, значи морам да го кажам и да ја најавам последната фестивалска вечер, значи 25 во недела. Фестивалската вечер ја отвара младиот Филип Пецовски, но веќе добро познат на публиката. Потоа настапимаат Ангел Иван, наш локален бенд, и на крајот е мега популарната балканска звезда, хрватската пејачка Елена Розга, значи со што ја завршуваме третата фестивалска вечер и се надевам дека ќе им се допадне на сите кои што ќе бидат присутни во Берово со нашата богата културно-уметничка следната година да завршите со некоја мега македонска звезда, нели, имаме и ние мега звезди. Добро, сега, бидејќи доаѓате од општина, од локалната самоуправа, прашање за двајцата, колкав број на луѓе циркулира на овие манифестации, еве на оваа конкретна манифестација, имате некоја бројка од претходните искуства? Па од претходни искуства, значи зависи од понудата која што ја имаме, но секогаш имаме добра понуда и добри фестивалски вечери, можам бројка некоја имате на луѓе што циркулира таму? Па околу 6-7 милијади, така. Како се снаоѓате со паркинги и со смет? Со расчистување на сметот се разбира. Генерално и голема благодарност на комуналното јавно предпријатие. Затоа што сте општина во која што треба да се сочува, не само во таа, во сите треба да се сочува, меѓутоа, ајде да кажеме, ако во урбаните средини се паркираме еден преку друг, тогаш тука природата ќе треба да се сочува, нели? Го имате ли тоа регулирано? Па да, и веќе во соработка со полицијата, нормално и со обраќањето инспектор во нашата општина, се одредуваат познати локации во градот, каде што нормално туристите од другите градови, посетителите, да можат слободно да не постите да паркираат. Безбедни им се автомобилите? Да. Безбедни им се, да, со Значи, сигурност. Еве, во тимот на организација во која што сме и јас и Новица и нашите колеги, веќе неуморно работиме и сме при крај со подготовките, имаме подготвено се во однос на чистотата, бидејќи Берово мора да го задржи епитетот како најчист град, нели, важиме како еден од најчистите градови во нашата држава, па затоа сме спремни целосно да ја одржуваме хигиената и за време на фестивалските вечери. Ќе дојдеме, ќе видиме, ќе провериме, ќе емитуваме на програмата, ќе ни бидете гости Секако. и по завршувањето. Ви Благодариме мило да не поседите нормално да ќе ни биде мило, а ние да се покажеме како добри домаќини, какви како што и важи за Беровчани. 365 дена во годината. Така, Благодариме што бевте дел од нашата програма.